Претhodno сте поротник во 20 случај 27 април. Дали вие сте човекот кој што има издвоено мислење и не се согласил со пресудата, а ова прашање ќе го спојам со следново, дека вие сте човекот кој што може да посведочи дека немало советување и гласање, туку дека сте добиле само пресуда од Добрила Кацарска, која што ви била кажана и ви рекле, потпишите. Па да, имаше мои несогласувања околу изрекувањето на казните, односно во самото обвинение. Советување немаше, меѓутоа гласање имаше. Значи, доаѓаме до оваа констатација дека Добрила Кацарска како судечки судија ви дошла со веќе напишана пресуда. Да. Да, што направивте ви? Што да направиме? Мораме да прифатиме. Издвоивте мислење Да, јавно да. Мислам на седницата. на седницата. Да. А на таа седница не се водеше ни записник, ни ништо. Дали при судењето вие апелиравте дека квалификацијата е несоодветна со оглед на дејствијата превземени од обвинетите кои што ги гледавте пред вас? Па да, тој званично го имаше поднесено барање за приначување на обвинението. Преквалификација. Да, преквалификација не се прифати и се Од продолжи. кого имаше званично? Има записи од други, и од адвокати, и од... Адвокатите е легитимно да бараат преквалификација. Зборувам вие како поротник. Тоа ви е последен случај кој што го судевте Да, како да, и поротник? си заменил после тоа. Зошто? Не ми беше местото таму. Добро. Ми се наметнува само уште едно прашање. Дали судијата пред да биде тоа советување, дали ги образложила доказите кои што е должна по закон да ги образложи? Па имаше читање на образложувањата зашто што и како, да. Дали би прифатиле да сведочите за незаконитата пресуда која што е донесена во ваше присуство? Со драга волја. Па ете, значи ова е еден момент кој што можеме да апелираме, да бидејќи директорот Јовановски не сака во моментот да зборува повеќе и подетално за оваа ситуација, но стои на располагање доколку правните тимови сакаат да го искористат неговите сознанија и доколку може да помогнат во таа неправда да биде колку толку санирана.